Домот за деца без родители 11 октомври доби нова фасада. Средствата беа обезбедени од хуманитарниот концерт кој се одржа во спортскиот центар Борис Трајковски пред неколку месеци. Министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски посочи дека покрај континуираното помагање на домот, наскоро ќе започне изградба на нова спортска сала во дворот на оваа институција. Во рамки на установата ќе биде изградена спортска сала за потребите на децата, односно нашите штитеници во 11 октомври. Сметам дека ова е една од институциите која што има исклучително клучна улога во правилниот раст и развој на овие деца, деца кои што не по своја вина се останати без родители и родителска грижа, и би повикал на еден степен на зголемена општествена одговорност по однос на потребите на овие дечиња, и уште еднаш би сакал да изразам мојата лична благодарност за сите граѓани на Република Македонија за поддршката која што ја дадоа. Ристовски посочи дека минатата недела во посета на Македонија присуствувала турска делегација која што ќе финансира одмор во Турција за 10 деца, а за еден штитеник обезбедила стипендија за на коледжот Јахја Кемал. Директорот на спортскиот центар Борис Трајковски Ратко Капушевски соопшти дека во наредниот период ќе биде организирана обука за пливање за деца од домот и најави хуманитарна акција за манастирот Свети Јован Бигорски. Ние почнуваме ова лето да вршиме на кратка обука за време на летниот временски период на сите дечиња кои живеат во домот 11 октомври по пат на пливање и ватерполо, со што ќе успееме да го развиеме нивниот телесен развој, а исто така нашата обука ќе им биде во прилог и поддршка да еден ден да имаат можност да работат како спасители во одредени јавни паркови, јавни добра, како и базени и спортски комплекси. Нашата хумана мисија оваа година не престанува. Наредниот концерт ќе биде за обнова на манастирот Свети Јован Бигорски. Капушевски нагласи дека и во моментов одреден број на деца работат во спортскиот центар Борис Трајковски, а за реконструкцијата на фасадата биле собрани 6.000 евра. Директорката на домот Ристанка Атанасовска изрази благодарност до министерот Ристовски за неговата заложба за континуирано помагање на оваа установа. Имаме одлична соработка не само ние како установа, туку еднаш месечно на сите состаноци сме повикани сите директори и нашиот министер секогаш ги знае нашите потреби и барања. Така да нас како раководители ни е многу лесно да раководиме со установата кога знаеме дека имаме вака поддршка од нашиот министер, ги знае сите проблеми и наоѓа начини за да ги решаваме заедно. Атанасовска соопшти дека во изминатиот период се реновирани 9 кујни кои што ќе ги користат децата. Исто така британската бизнис групација донираше нови реквизити за во дворот на домот во кој што се сместени 56 штитеници од 3 до 18 години.